затоа што вечерва ќе имаме можност да присуствуваме на еден мощен невообичаен настан. Малку настани од ваков вид досега сме организирале. Инаку, вечерашниот настан е организиран од страна на Хелсиншкиот комитет и Младинскиот образовен форум, а со подршка на Британската амбасада во Република Македонија. Станува збор за симулација на судење за образование, за дискриминација во образовниот процес. Симулацијата на судењето ќе ја изведат средношколци и студенти од програмата Учиме право. Ние секојдневно го слушаме зборот дискриминација, но малкумина од нас имаат осетено што всушност значи да се биде дискриминиран. Да се биде ставен во нееднаква положба, бидејќи си различен. Малкумина од нас знаат со какви проблеми се соочуваат родителите и децата, родителите на децата со попречености и самите деца со попречености во образованието. Хелсиншкиот комитет со години наназад работи на случаите на дискриминација. И она што ние досега сме го утврдиле е навистина поразително. Наместо државата на децата со попречености да им овозможи да имаат еднаков третман како и сите други деца, тие се соочуваат со проблеми од секаков вид. Неколку случаи кои што ги разгледуваше Хелсиншкиот комитет покажаа дека станува за збор за системски проблеми кои всушност и го предизвикуваат феноменот на дискриминација. Меѓутоа, сето ова доведува и до уште еден проблем. Образованието е основата за растот и развој на едно дете. Од мали нозе учиме дека треба да ги прифатиме различностите, дека треба да бидеме толерантни. Но кога гледате дека во самото училиште тие што се различни се соочуваат со поинаков третман, тогаш можете да замислите какви ставови развиваат децата од мали нозе. Јас навистина со уживање ќе го следам она што ќе ни го представат младите луѓе вечерва. Јас се надевам дека ќе го задржат вашиот интерес, но и ќе ве замислат. Борбата против дискриминација не може да ја водат само една група на луѓе. Борбата против дискриминација мора да ја води целото општество. Вечерашниот настан има за цел да го развие нашиот сенс за тоа каква е болката од доживеаната дискриминација. Јас се надевам дека ќе уживате во настанот, не би сакала да должам понатаму. Сега ќе му го отстапам просторот на заменикот, амбасадор на Британската амбасада во Република Македонија, господинот Пол Едвардс. Good evening. In June this year, the British Embassy hosted a visit from Baron Holmes of Richmond, or Chris Holmes as he prefers to be called. Now, Chris is a member of our House of Lords. He helps to draft laws, scrutinise laws, and shape British laws. After school, he studied at King's College, Cambridge, and he went to qualify and practice law, and then went on to be a journalist. He also happens to be a world-class sportsman, winning 9 Olympic gold medals and holding 7 world records in swimming. That's quite a set of achievements, is it not? But let me tell you that before all that happened, Chris became blind as a teenager due to a genetic eye disorder. Now, it's obvious that Chris didn't accept that he couldn't achieve anything just because of his lack of sight. But just as importantly, society didn't decide that he couldn't achieve anything either. Of course, there were difficulties and adjustments needed to be made, but nothing that couldn't be overcome. Now, this story is remarkable, and that's for sure. And I'm proud to come from a country where such a story is possible. But as incredible as that story is, it's the smaller stories that I think are really,
important. It's the story of the school, where somebody with a disability sits alongside other children, and those children learn to see him as a friend and not someone with a disability. It's the story of a teenager with epilepsy whose friends, family, and teachers all know what to do when he has an attack and accept that it's just one of those things that happens sometimes. And it's the story of a baby diagnosed with hearing loss early enough so that her parents can get the right help and advice to allow her to communicate and flourish, just like any other child. These and many other stories like them are the ones that really matter. And these are the stories that the Helsinki Committee and others like the Youth Educational Forum are helping to make a reality. It's important that we remove barriers, not just because it's the right thing to do, and it clearly is. It's important to remove barriers because not just because it's a good thing to do, a kind thing to do, which of course it is. It's the often forgotten reason that is, I think, really important, because removing barriers helps all of us to live in a diverse society where different people can contribute different things. And it's this diversity that makes our society stronger and richer. Now, it's clear that not everyone can have a story like Chris Holmes, but I believe everyone has the potential to do amazing things if they get the right start in life and if they're able to access all the opportunities available to others. And that's why I'm really grateful to have the chance to be here tonight and say a few words to you, and why I'm proud that the British Embassy sponsors and supports the Helsinki Committee in their work. So I hope tonight that you will all make a promise to yourselves, a promise that you personally will find ways to include people different from you and to challenge exclusion when you see it. And I think if you do that, if you make that promise and if you act on it, then you too can add something really amazing to your personal story. Thank you. Почитувани гости, почитуван заменик амбасадора и почитувани членови на МОВ. Добро вечер на сите, моето име е Стефана Спировска и јас сум председател на Младинскиот образовен форум. Накратко, тоа е здружение на граѓани кое што постои веќе 18 години и работи во полето на унапредување на образованието преку нудење на неформално образование и врсничка едукација. Овој денешен настан е организиран од програмата Учиме право, која што функционира во рамки на нашата организација и претежно се бави со пренесување на младите на вредностите на правниот систем и нивните права и обврски кои што потекнуваат токму од него. Сега симулација на судење е нешто што досега се покажало како најуспешен начин на пренесување на практични знаења во областа на правото, особено кога се работи со група која што е составена од средношколци и навистина им поедноставува и ги пренесува сите вредности на еден интересен начин. Во оваа симулација нашите членови ќе бидат ставени во улога на судии, на обвинители, на адвокати, сведоци, вештаци или пак на јавноста која што ќе наблюдува целата процедура. Сега задачата на младите луѓе кои што денес овде ќе ги видите е да ги презентираат аргументите и фактите кои што се на нивната страна со цел да го убедат судот да донесе одлука која што ќе биде во нивна полза. Овие симулации на судење, освен што се начин на кој што младите се запознаваат како работат судовите, се и начин да ги запознаеме младите со постапката и правилата кои што се применуваат кога се покренува една процедура пред суд. На овој начин тие отвараат често пати значајни прашања, меѓутоа ова е за прв пат кога нашите членови работат во полето на дискриминација на овој начин преку симулација на судење. До сега се организирани неколку симулации на судење, практично секоја година програмата организира барем една, меѓутоа ова е прв пат во граѓанска постапка да разгледуваме случај на дискриминација во образование.
Оваа симулација ќе биде пред се еден начин на пренесување на порака дека сме сите еднакви во ова општество, дека има начини и механизми преку кои што можеме да ги заштитиме нашите права кога се повредени и дека сите тие се многу блиски до нас, само треба да се потрудиме да се едуцираме или да им го понудиме тоа како информација на оние околу нас. Ова што денес имате можност да го преследите е финален продукт на двумесечна работа на програмата и неколку неделни интензивни промени на тренерите по Учиме право и членовите на програмата. Би сакала да им се заблагодарам за трудот кој што го вложија, затоа што навистина секој ден на сите тие проби го дадоа својот максимум и се трудеа да бидат се подобри и подобри секој ден. Да им посакам среќа во оваа симулација, се да оди како што вежбавме и накратко само би сакала да завршам со тоа што крајната цел на овој настан ќе биде да пренесеме порака дека сме сите еднакви, дека дискриминацијата во никој случај не може да биде оправдана, туку навистина ќе потенцираме колку е забраната појава која што има механизам како да ја спречиме. Сега би ве замолила сите да ги исклучите вашите мобилни телефони за да не им попречиме на членовите кога ќе ја прават симулацијата и би сакала да ги замолам учесниците во постапката да станат затоа што ќе влезе судскиот совет. Денес тука ќе се одржи главна расправа за дискриминација врз основ на интелектуална попреченост во областа на образованието. Потекнува од англискиот збор дискриминале или дискриминација, што во превод значи правење разлика, диференцијација, класификација, кои се заснуваат на постојните стереотипи и предрасуди за определена заштитна група. Меѓутоа, не секој разликување само по себе представува дискриминација. Дискриминацијата е секое неоправдано правно или фактичко, непосредно или посредно правење на разлика или нееднакво постапување, односно пропуштање, исклучување или пак ограничување или давање првенство во однос на лица или групи кои се заснова на пол, боја на кожа, раса, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско верување, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа. Во член 8 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, како едно од наведените облици на дискриминација е и дискриминацијата на лица со ментална и телесна попреченост, под која се подразбира намерно невозможување или отежнат пристап до здравствена заштита, односно скратување во правата на здравствена заштита, редовен медицински третман и лекови, рехабилитациони средства и мерки во согласност со нивните потреби, ускратување на правото на брак и создавање на семејство и други права од областа на бракот и семејните односи, ускратување на правото на образование, на работа и правото од работниот однос. Оваа дискриминација постои тогаш кога нема да се преземат мерки за отстранување на ограничувањата или прилагодување на инфраструктурата и просторот за учество во јавниот и општествениот живот. Потоа лицето кое смета дека поради дискриминација му е повредено некое право, може да поднесе престапка до Комисијата за заштита од дискриминација или да поднесе тужба пред надлежен суд. И во таа постапка соодветно се применуваат одредбите од Законот за парничната постапка. Го отворам судењето по предмет број 324/17. Рочистото се снима тонски, снимката представува тонски запис од одржаното рочиште. Дали се присутни тужителите, односно таткото Филип Попов, Присутен. мајката Албина Джемаили, Присутна. нивниот полномошник Тамара Илоска, Присутна. дали се присутни тужените, односно приватната гимназија Скола со застапник Анџела Арсенијевик, Присутно.
незиниот полномошник там, се извинувам, Христина Неловска. Присутна. И благодарам. Во текот на оваа главна расправа ќе се расправа за предлозите на странките и за фактичките наводи со кои странките ги образложуваат своите предлози, односно ги побиваат предлозите на противникот, како и за доказите понудени од нивна страна. Ќе се изведуваат доказите и ќе се претресуваат резултатите од нивното излагање. Странките може да ги изнесуваат и своите правни сваќања што се однесуваат на предметот на спорот. Вие во кој својство сте денеска дојдени? на Република Македонија. Лична карта? Во ред, благодарам. Дали дозволувате Комисијата за заштита од дискриминација да биде замешувач во оваа постапка? Да, дозволувам. Ви благодарам. Судот најпрво им дава збор на тужителите, односно адвокатот Тамара Илиоска, да изстави пред судот и да ја образложи тужбата и да ги предложи сведоците. Повелете. Благодарам, почитуван суда. Моите клиенти како тужители и јас како нивен адвокат во целост остануваме на нашата тужба поради повреда на право на еднаков третман при образование од страна на тужените, приватната гимназија Скола и директорката госпогица Анџела Арсениевиќ. Ние цврсто тврдиме дека сите приложени докази и сведоци, како увидот во објавениот конкурс за упис во оваа, а и во претходната учебна година, сослушувањето на првотужителот, второтужителот и самата тужена, сослушувањето на мислењето на Комисијата за заштита од дискриминација, сослушувањето на сведок, родител на дете со попреченост од претходна година, сослушувањето на контролен тестер и увид во веш наот и мислење од доктор специјалист психијатар кој потврдил присуство на нематеријална штета, односно душевни болки поради повреда на лични права. Сите овие докази и сведоци се во наша корист и цврсто остануваме на барањето за паричен надомест од 120.000 денари, 60.000 денари за првотужителот и 60.000 денари за второтужител. Ви благодарам. Судот им дава збор на тужените, односно адвокатот, да изстави пред судот да го изнесе своето излагање да ги предложи сведоците. Повелете. Почитуван суде, денес сме тука да го решиме случајот во кој мојот клиент Анџела Арсениевиќ, која е директорка на приватната гимназија Скола, е оптужена дека вршила дискриминација врз малолетниот Мартин при неговото запишување. Ние го оспоруваме тужбеното барање како целосно неосновано. Мојот клиент не сторил никаква дискриминација како што е наведено во тужбата. Директорката при уписот ги соопштила условите за учениците, а со оглед дека се работи за дете со попреченост, ги потенцирала и бенефициите што ги добиваат. При тоа не направила никаква дискриминација, напротив, таа во својата гимназија годишно прима и одредена бројка на ученици со попреченост и за нив овозможува тутор доколку тоа е потребно, за да можат квалитетно да совладаат наставната материја. Како доказ ја го имаме сослушувањето на директорката на гимназијата Скола во Скопје. Благодарам. По предлог на странките, судот носи решение да се сослушаат следниве сведоци. Судот го повикува првиот сведок да истапи пред судот, односно мајка на ученик од претходна учебна година со попреченост во развојот, поточно Стефанија Кезаровска. Повелете. Лична карта за идентификација. Во ред, благодарам. Име, презиме, Стефанија Кежаровска. датум на раѓање, 18.4.1975 година. живеалиште, Скопје. занимање, Правник. дали имате потреба од преведување? Не. Судот ве опоменува, додека сведочите треба да зборувате вистината и само вистината и додека дадете лажен исказ, тоа представува кривично дело. Ви благодарам. Повелете адвокату, ваше сведокот. Благодарам. Дали може да ми се представите? Јас сум Стефанија Кежаровска, родена сум на 18.4.1975 година во Скопје. Мажена сум и мајка на 16 годишен син кој има лесна ментална попреченост, односно Даунов синдром. Дали може да ни кажете поконкретно нешто за вашето дете? Иако има лесна ментална попреченост, своето основно образование го заврши во редовно основно училиште, бидејќи нема никаков проблем со говорот, движењето и физичкиот изглед.
Во ред, што се случи кога дојде време да го запишете во средно и отидовте во гимназијата на Туженат? Тогаш беа сите љубезни, директорката веднаш ме прими на разговор, ми ја објасни целата програма по која работи училиштето и кој ми кажа кои документи се потребни за уписот, но кога и соопштив дека моето дете има лесна ментална попреченост, првото нешто што ми кажа беше тоа дека цената за овие деца е за 50% повисока од редовната цена. Во ред. Потоа, каква беше вашата реакција кога ја добивте оваа понуда? Искрено бев шокирана, бидејќи не очекував, затоа што на нивната веб страница стои една цена, тие ми кажуваат друга. Дали директорката побара да се види со син ви пред да одлучи дали ќе го прими? Да, од низина страна ми беше кажано да го донеса мојот син за да го види, да поразговара со него, па да можат да одлучат дали ќе го примат или не. Добро. А дали ви даде било каква потврда или доказ дека таа е вештак или пак дека е обучена да одлучи кој може или кој не може да се справи со околината? Не. Добро. Во таа 50% повисока цена, што ви беше понудено? Тутор кој ќе работи со детето цело време. Значи, тоа беше причината што го запишавте вашето дете таму? Да. Добро, значи сте очекувале тутор. Дали вие или син ви во текот на целата учебна година се запознавте или имавте било каков контакт со некој тутор? Не. А дали знаете или имате увид каде се лоцирани тие 1000 евра плюс кои што сте ги дале за тој имагинарен тутор? Не. Благодарам, тоа е се. Ви благодарам. Дали тужените имаат прашање до сведокот? Да. Повелете. Ке ве молам да ми дадете кратки одговори со да или не. Дали директорката ви ги посочи условите за упис и бенефициите што ги добива вашето дете во незината приватна гимназија? Дали беше посочено дека вашето дете ќе добие ментор по периодот на адаптација? Да. Рековте дека вашето дете успешно ја заврши минатата учебна година? Да. Дали имал некогаш потешкоти по некој предмет? Да, конкретно по предметот физика. Дали таквите потешкоти биле надминати успешно? Да. Тоа значи дека училиштето успешно работело со вашето дете, штом биле надминати успешно, така? Приговор, ова е сугестивно прашање. Го прифаќам приговорот, преформулирајте го прашањето. Дали потешкотиите за учењето на вашето дете биле успешно совладани? Да. Бидејќи во вашиот исказ кажавте дека вашето дете успешно ја завршило минатата година, дали вашето дете некогаш покажало некој особен успех во некој предмет конкретно? Да, конкретно по предметот биологија. Рековте и дека вашето дете е талентирано. Точно е дека дури учествувало на надпревар по ликовни, освоил второ место? Да. Ви благодарам, немам повеќе прашања за овој сведок. Повеќе одјасна дека исказот на овој сведок на училиштето докажува дека училиштето има развиена методологија и дека во двете ситуации, кога детето се соочувало со некаков проблем, но кога имало и одреден талент, тоа му дало можност да се развие целосно и да дојде до израз неговиот потенцијал. Тоа е можно единствено благодарение на начинот на кој што училиштето работело со овие деца. Почитуван суде, успехот на детето со попреченост во овој сведок е само доказ што нуди училиштето во сумата која што ја плаќаат овие родители. Почитуван суде, дали може дополнителни прашања? Рековте дека сте изреагирале во првото полугодие кога не бил доделен тутор, така? Да. Ве молам повторете, дали видовте ментор или назначен тутор во било кој момент? Не. Иако тоа ми беше кажано. Добро. Дали вие како родител работевте со вашето дете, например со домашни, со вежбање и така натаму? Да. Ви благодарам. Почитуван суде, никој не спори дека децата се сосема способни да постигнат успехот за кој што тужителите зборуваат. Значи, како што кажа сведокот, и родителите му помагале понекогаш, па не може да се докаже дали успехот за надминување на проблемот е резултат на помошта на родителите или на фактот што самото дете си е талентирано и има потенцијал, или пак на училиштето и дека тоа придонело за тоа, или пак може би сите три фактори заедно. Она што е клучно е дека да имало конкретен ментор, истиот би бил назначен и предложен како сведок, а јас на денешното судење сведок-ментор не гледам. Ви благодарам. Судот има прашање? Повелете. Дали после оваа случка вие се обративте во некоја институција? Не. Зошто не се обративте? Не се обратив никаде, бидејќи тогаш не бев свесна дека тоа е еден вид на дискриминација, но сега сум.
Тогаш да бев свесна, односно со сегашната свесност, би постапила исто како нив, односно би тужела. Благодарам. Ви благодарам, може да седнете на вашето место. Судот го повикува вториот сведок да истапи пред судот, односно контролен тестер Селика Алили. Контролното тестирање на ситуација представува метод благодарам. кој се користи во случај на дискриминација во кој недостасуваат или тешко може да се прибават докази и факти, кои се тешки за докажување. Исто така, овој метод може да се користи за спроведување на истражувања чии резултати понатаму може да се користат и за застапување и лобирање за промена на дискриминаторски практики или пак промена на законодавството за зголемување на свесноста во јавноста околу постоењето и применувањето на определена дискриминаторска постапка и практика, како и за наблюдување и за документирање на состојбите и ситуациите со дискриминација воопшто. Во ваквите случаи се употребуваат организирани актери или пак апликанти за да се истражи и утврди појавата на дискриминација во различни предмети, процеси и области. Овој метод е особено погоден за случаи на директна дискриминација, која неретко може да биде скриена за разни изговори и тестирање на права и слободи, кои се веќе содржани во законодавството и меѓународни стандарди. Во некои од европските земји, тестирањето на ситуација веќе се користи како законски допуштено средство во судските постапки за утврдување на дискриминација и дава позитивни резултати, а во македонското законодавство овој метод не е изрично забранет, па истиот може да се користи како доказно средство не само во судското застапување, туку и во процесите на лобирање и застапување на одредени групи пред надлежните институции и органи. Име, презиме, Селика Алили, датум на раѓање, 13.11.1964. живеалиште, Скопје, занимање, забен техничар. дали имате потреба од преведувач? Не. Судот во поменува додека сведочите треба да зборувате вистината и само вистината и додека дадете лажен исказ, тоа представува кривично дело. Ви благодарам, адвокату, ваш е сведокот, повелете. Благодарам. Дали може да се представите? Се викам Селика Алили, родена 13.11.1964 година во Гостивар, сега сум мажена и живеам во Скопје. По занимање сум забен техничар. Дали може да ни кажете како се најдовте во улогата на контролен тестер? Поради активноста во различни граѓански здруженија, ме повика од Хелсиншки комитет на човекови права да бидам една од трите тестерки кои ќе го тестираат овој случај. Како се одвиваше припремата за посетата на гимназијата и самата посета на гимназијата? Откако го пополни прашалникот, ме повика на интервју, а после интервјуто ми се јави координаторката и ми кажа дека сум една од трите тестерки кои треба да тестираат некој случај. Ми кажа дека треба да одам во некоја скопска гимназија, каде што треба да се распрашам за уписите во прва година и при тоа треба да нагласам дека моето дете со интелектуална попреченост, односно има аутизам. На 16.8.2017 година се упатив во 12 часот во Хелсиншкиот комитет на човекови права, каде што вежбавме со координаторката, а во 12.30 се упатив кон Скопската гимназија. Таму ме пречека вработен и ме прошета низ училиштето, ми го покажа училиштето и кога го прашав дали е слободна директорката, ми кажа дека е на состанок со друг родител. Откако директорката беше ослободена, ми прими во канцеларија и ми кажа дека има слободни места, околу 2-3 слободни места. Кога ја прашав кога се потребните документи за упис во прва година и при тоа нагласив дека моето дете е со интелектуална попреченост. Како се однесуваше таа тогаш? Таа тогаш воздимна и ме праша како изгледало детето, дали има некои физички недостатоци. Јас си кажав дека е најнормално дете и дури покажав слика и кажав дека зборува нормално и дека основно училиште завршило во нормално редовно училиште со најголем просек. Дали ви рече да го донесете да го види и процени пред да го прими? Да, ми кажа дека пред да го примим сакала да го запознае дали има некои физички недостатоци. Дали ви се представи како вештак кој што има познавање како да донесе таква одлука кој може или не може да биде примен? Не слушам ништо тоа. Добро. Каква беше паричната понуда од директорката? Кога ја прашав за школарината, ми кажа дека е 180.000 денари. Јас за тоа се зачудив и ја прашав зашто кога на нивниот вебсайт пишуваше дека е 120.000 денари. Значи на нивниот вебсайт цената од 180 не е наведена? Не е наведена. Добро.
Што дополнително ви кажа дека е предвидено со тие? Ми кажа дека за тие дополнителни 60.000 денари би требало да се обезбеди професор или ментор кој ќе се грижело за детето. Значи некој од професорите, а не специјалист. Да. Добро. За крај ве молам, кажете ми што било изјавено од страна на директорката во врска со друго дете со попреченост. Ми кажала дека постои друг случај, исто ваков случај со интелектуална попреченост и ми кажа дека додека разговарала со него, детето се лижало по рацете и не го примила бидејќи не примала таква деца. Навистина соодветен израз од човек кој што тврди дека не врши дискриминација. Ви благодарам. Дали ту жените имаат прашање до сведокот? Да. Повели. Ќе ве замолам да ми дадете кратки одговори со да или не. Рековте дека сте биле избрана како една од 3 тестерки во однос на овој случај, така? Да. Прво рековте дека пополнивте некаков прашалник, Да. па поминавте некакво интервју. Да. Значи бевте избрана да изиграте одредена улога и вие воопшто немате дете кој има попреченост, туку само за потребите на тестирањето ја кажувате таа приказна? Да. Значи немавте никаков личен интерес од распрашувањето во гимназијата. Немав никако. Ви благодарам. Почитуван суде, видно од исказот на овој сведок произлегува дека станува збор за однапред испланирана работа, тужениот да се намести, а потоа да се тужи поради наводно сторена дискриминација. Приговарам во целост на неговиот исказ и се противам да биде изведен како доказ во постапката. Читувам суде глупости, ве молам да појаснам. Повелете. Да поставам дополнителни прашања. Дали работите врз основа на развиена методологија која е прифатена во европското законодавство? Да. Дали овој метод има широка примена како доказ кога не може да се докаже дискриминација? Да. Ви благодарам. Почитуван суде, очигледно адвокатот на тужините не е доволно запознаен, неосновани се наводите дека не може да се примени овој метод и истиот да биде користен како доказ од проста причина што тој веќе е прифатен како доказ токму од овој суд во претходна постапка во случај број P2456/2016. И исто така законот за парнична постапка изрично не го забранува, па од тука и согласно уставот дозволено е се што со устав не е забрането. Овој метод помага да се докаже дискриминација кога инаку е тешко или невозможно да се докаже. Предлагам судот да го цени овој доказ и да го земе во предвид при донесувањето на конечната одлука. Ви благодарам. Благодарам. Судот има прашања, повелете. Ве молам да повторите со која цел отидовте во училиштето. Бев испратено и Хелсиншки комитет на човекови права на Република Македонија за да се тестира дали постои дискриминација во Скопската гимназија. Што сакавте да испитате таму? Дали постои еднаков третман во образованието, дали се работи за нормално дете или дете со интелектуална попреченост. Благодарам. Ви благодарам, може да седнете на вашето место. Судот го повикува тужителот, односно мајката Албина Джемаили, да истапи пред судот и да го даде своето излагање. Повелете. Дали имате потреба од преведувач? Не. Според законот за парнична постапка, вие треба да зборувате вистината. Ви благодарам. Повелете ваше странката. Ви благодарам, почитуван суде. Дали може да ни се представите? Се викам Албина, дипломиран економист, живеам во Скопје, заедно со сопруг ми и син ми Мартин. Дали може да ни кажете нешто за вашиот син? Мојот син е со интелектуална попреченост во развој, но иако е така, тој е премногу паметно интелигентно дете, односно нема проблеми во совладување на никој еден предмет во училиште. Во ред, што се случи кога дојде време да го запишете во средно образование? Па да почнем од почеток. Значи, моето дете заврши во основно редовно училиште со просек 5.00 и кога дојде, значи, време за уписите, избравме една од поелитните приватни гимназии во градот, односно приватната гимназија Скола. И кога отидовме на разговор, тогаш директорката на училиштето на многу љубезен начин не прими кај незе во канцеларија и ни кажа дека школарината изнесува 120.000 денари. Таа страна беше на вебсајтот, така? Да. Што се случи од кога кажавте дека син ви е со попреченост? Самиот момент кога кажав попреченост, низината реакција се смени видно
и ми кажа дека школарината за тие деца изнесувала 180.000 денари, што е многу поголем, односно 50% повеќе. Но кажа дека за таа цена ќе обезбеди ментор кој што ќе се грижи за моето дете, односно професор кој што ќе го следи во текот на целата учебна година. Што друго побара од вас? Кога Не се нервирате, тука сме да го средиме ова денес. ми кажа дека сака да го види моето дете. Зошто да го видиш? Што очекуваше да видиш? Чудовиште? Тоа исто како и сите други деца, нормално дете. Што очекуваше да видиш? Како направи оваа низина постапка вие да се чувствувате? После тој разговор едва дојдов при себе, не можев да дојдам при себе со денови и ноќи, плачев, па сопруг ми реши да ме однесе на доктор, бидејќи се плашам за еднината на моето дете, бидејќи сите ќе го третираат на таков начин, а не може. Како се одвива вашиот живот после овој состанок? Едноставно, многу се грижам за моето дете, бидејќи сите ќе го третираат, односно заедницата, на таков начин и нема да го прифатат за тоа каков што е. Тоа се, почитувам суде, благодарам. Дали тужените имаат прашање до тужителот? Да, имам. Благодарам. Ќе ве молам да одговарате со кратко да или не. Дали доброволно решивте да го запишете вашето дете во приватната гимназија? Да. Кога се носи некоја важна одлука во животот на вашето дете, како еве конкретно за образованието, го цените и го земате ли во предвид мислењето на вашето дете? Да. Дали ги земате во предвид и неговите очекувања, што тој сака или можеби не сака? Да. Значи секогаш го прашувате за неговите очекувања. Нормално. Рековте дека вие вашиот сопруг бевте на состанок кај директорката лично. Да. На тој состанок разговаравте со директорката за условите и за бенефициите што ги добивате од уписот на вашето дете во незината гимназија. Да. Разговаравте ли со оглед на тоа дека треба да платите во приватна гимназија за вашите очекувања од училиштето како приватна гимназија со директорката? Не го разбирам прашањево. Дали со оглед на тоа дека треба да платите во приватна гимназија, сте разговарале за кои се вашите очекувања од училиштето како приватна гимназија? Да. Сте разговарале и за вашите очекувања зашто сте биле на состанок и сте имале можност да разговарате? Дали рековте, вие рековте дека директорката побарала да го види вашето дете на состанок? Да. Но вие не го однесовте вашето дете кај Говор, директорката? ова прашање нема смисла, уствари ние сме на ова судење дека таа побарала да го види детето и го третира поразлично. Може Не да го прифаќам приговорот, ве молам продолжете. Благодарам. Вие не го донесовте вашето дете кај директорката, така? До тоа не се случи, затоа и денес сме тука. Значи директорката немала можност да го види вашето дете на состанок. Немала можност да се запознае со детето. Не, немала. Тоа значи дека немала можност ниту да разговара со вашето дете за неговите очекувања од училиштето. Не. Немам повеќе прашања. Читувам суда, дали може едно дополнително прашање? Повелете. Дали може ве молам уште еднаш, бидејќи очигледно не разбрале, да ни појасните како молбата да го донесете вашето дете ви направи да се чувствувате? Едноставно, зошто да го види моето дете? Тој е како и сите останати деца нормално дете. Не разбирав зошто сака лично да го види моето дете. Ми благодарам. Благодарам. Судот има прашање? Повелете. Што според вас вашето дете треба да добие во тие дополнителни 60.000 денари? Директорката ни кажа дека за тие дополнителни ќе има ментор, односно професор кој што ќе се грижи за него во текот на целата година. Ви благодарам. Дали се обративте во некоја служба веднаш по разговорот со директорката? Да, поднесовме представка до Комисија за заштита од дискриминација. Благодарам. Ви благодарам, може да седнете на вашето место. Судот го повикува тужителот, односно таткото Филип Попов да истапи пред судот. Дали имате потреба од преведувач? Не. Според законот за парнична постапка, вие треба да зборувате вистината. Ви благодарам, повелете адвокату, ваша е странката. Ви благодарам, почитувам суда, дали може да не се представите? Јас сум Филип Попов, роден сум 1.10. и по занимање 1.10.1976 година и по занимање сум ветеринар. Што ќе ни кажете за состанокот со тужената? Вака да започнам, јас сум
таткото на Мартин. Ние кратко време по влегувањето во гимназијата започнавме разговор со директорката, не прими во низината канцеларија. Разговорот течеше нормално, како секој разговор за опишување што би течал, но ненајдено кога само го спомнавме зборот интелектуална попреченост, директорката бурно изреагира и веднаш почна да зборува за некои нереални суми, за некои превисоки суми и не знам какви туторства, помош, како нашето дете да не е способно да просперира во нејзината гимназија. Нашето дете основното образование го заврши со одличен успех, немаше никакви проблеми ни при социализација, ни при совладување на материјалот. Едноставно не ја гледам потребата од толку накачување на таа цена. Дали побара да го види вашето дете? Да, побара да го види нашето дете, како не ја гледам потребата исто од тоа, дали е пракса во таа гимназија сите деца да доаѓаат на разговор со директорката. И вас да ве прашам, дали ви се представи како специјалист кој може да одлучи кој дете со попреченост може да се вклопи, а кој не? Секако дека не, како што напоменав, само по неколку минути разговор со неа, таа успеа да констатира дека моето дете не е способно да ги извршува обврските што се во нејзината гимназија и како едноставно како да не е способен да просперира во нејзината гимназија. Дали може да ни појасни за да нема нејасноти зошто вие ја поднесовте оваа тужба и зошто сме денес овде? Вака сега би сакал, јас сум ветеринар, би сакал да искористам еден пример од мојата струка. Тоа е кога јас себе примам некој клиент во мојата ординација и тој ме бара антибиотици за неговата мачка во износ од 300 денари. И јас, пошто неговата мачка е малку поразлична, му викам дека тој треба да плати 5000 денари и да дадам некој посебен човек Ве поменува дека треба да внимавате како се изразувате пред судот и дека доколку продолжите со ваквиот исказ, втор пат нема да ве опомениме, туку ќе бидете или отстранети или ќе бидете казнети со казна од 700.000 евра. Ова не е поврзано со вашиот предмет, туку со вашето излагање пред судот. Внимавајте како се однесувате. Ви благодарам. Се извинувам, почитувам суде. Јас само сакав да доловам дека во една модерна држава сум гневен што уопште треба да поткренам ваква тужба за основни човекови права, за основни права на моето дете. Зошто моето дете токму треба да биде третирано различно од другите деца, ако не е толку различно од нив? Нема никаква потреба. Ева, јасно ни кажа тужителот какви чувства има кај него. Дали може да ни кажете како се одвива вашиот и животот на вашата сопруга после овој сустав? Јас и мојата сопруга подолго време собиравме пари за да може да исплатиме таа школарина, што ние мислевме дека е во износ од 120.000 денари, само за да може да обезбедиме подобри услови за нашиот син. Но фактот што ние одиме во тоа приватна школа и ни кажуваат сосема друга цена, која ние не сме во можност да ја платиме, е тотално разорувачки за нас како семејство. Благодарам, тоа е се почитуван суд. Дали тужените имаат прашање до тужителот? Да. Ке ве молам одговорете ми накратко со да или не. Кога се носи некоја важна одлука во животот на вашето дете, како конкретно за образованието, го цените или го земате во предвид и мислењето на вашето дете? Да. Дали ги земате во предвид и неговите очекувања, што тој сака, што може би не? Секако. Значи секогаш го прашувате за неговите очекувања? Да, го прашуваме за неговото мислење. Сепак ние сме старатели и одлучуваме, но... На тој начин, значи, вие на состанокот со директорката се сретнавте лично, така? Да. А на тој состанок директорката ви ги кажа сите услови за упис во нејзината гимназија, бенефициите што ги добивате? Да, но очигледно не се исполнети тие секогаш. Ве прашав да одговарате со да или не, ќе ве замолам.
Со оглед на тоа што треба да платите во приватна гимназија, сте разговарале ли во училиштето со директорката за вашите очекувања од гимназијата? Да, Дали директорката побаре да го види вашето дете на состанок? да, И вие не го однесовте вашето дете на состанок? да. Таа не го запозна вашето дете воопшто? Ако таа можеше да го диагнозира без да го запознае, тогаш која е поентата да го однесеме? Дали ве повика на разговор, Да, но не ве повика на преглед? да. Благодарам. Немам повеќе прашања. Почитувам судот, дали може дополнително? Се извинувам да заврши колешката, па ќе можете. Ајде. Повелете. Благодарам. Според исказот, а јас сметам дека е тој субјективен, бидејќи јасно се гледа дека тоа што тужителот го тврди е само од неговото видување, неговата перспектива и е погрешно мислење дека неговото дете е дискриминирано. Тој воопшто не дал никаква можност тужениот да се запознае со детето и да разговара од причина што тој тоа сметал дека е дискриминација. Благодарам. Сега повелете. Благодарам. Прво, дали вашиот син е малолетен? Да, Не гледам поента во прашањата за донесување одлука и така натаму, бидејќи нели на крајот на денот вие треба да одлучите за него, така? секако. Добра. Исто така не знам зашто за џабе вергламе цело време дека тужените се тука поради тоа што се почувствувале дискриминирани од самата покана да го видат нивното дете, така ли е? Секако. Така што не ја сваѓам поентата на прашањата на тужените. Благодарам. Ви благодарам, судот има прашања, повелете. Како треба да бидете известен како родител на дете со атипичен развој за сумата? Па, се подразбира дека секоја малверзација на сумата треба да биде јавно покажана на вебсајтот или на било кој контактни информации што ги има школата. Благодарам. Ви благодарам, може да седнете на вашето место. Судот го повикува замешувачот во постапката, односно преседател на Комисијата за заштита од дискриминација, да истапи пред судот. Повели. Како замешуваш на страна на лицето кое тврди дека е дискриминирано, може да се придружи орган, организација, установа, здружение или друго лице кое во рамките на својата дејност се занимава со заштита на правата на еднакво постапување, за чисто права се одлучува во постапката. За учеството на замешувачот одлучува судот со примена на одредбите од Законот за парничната постапка. Меѓутоа ќе дозволи учество на замешувачот само со одобрение на лицето на чија што страна замешувачот сака да се замеша. Во ова својство денес се јавува Комисијата за заштита од дискриминација преку својот претседател. Лична карта за идентификација. Благодарам. Име, презиме, Никола Николовски, датум на раѓање, 23.9.1970, живеалиште, Скопје, занимање. правник. Дали имате потреба од преведувач? Не. Ве молам, повелете со вашата изјава. Јас сум представник на Комисијата за заштита од дискриминација. Добивме представка од родителите на Мартин Попов, Албина Чемаили и Филип Попов за утврдување на директна дискриминација по основ на ментална попреченост. Во представката е наведено дека Мартин бил жртва на нееднаков третман при упис во приватната гимназија Скола од Скопје. Во представката се наведува дека гимназијата барала драстично поголем износ за упис во прва година во однос на школарината што ја плаќаат учениците на годишно ниво. При уписот им било кажано дека гимназијата вложува повеќе труд и напор во нивното образование. Во законски утврдениот рок доставивме барање за одговор на представката, но таков одговор не добивме. Врз основа на расположливите факти и докази, ние како Комисија за заштита од дискриминација донесовме мислење дека од страна на приватната гимназија има извршена дискриминација врз основ на ментална попреченост во областа на образованието. Комисијата смета дека Мартин е ставен во нееднаква положба во однос на другите ученици. Нивната ченарина изнесува 120.000 денари, што представува споредлива ситуација. Во своето мислење,
упатено до приватната гимназија Скола од Скопје, комисијата препорача во иднина да не бара поголема сума за лицата со интелектуална попреченост. Се препорачува приватната гимназија да направи разумно прилагодување на специфичните потреби на дискриминираното лице во текот на давање услуги, за да се спречат исти или слични действија на дискриминација, и препорачуваме на приватната гимназија да го примени тоа што веќе го кажавме и кон сите идни потенцијални ученици. Ние како Комисија за заштита од дискриминација спроведовме активности за да се соберат информации како се однесуваат посечените училишта кон лицата со интелектуална попреченост во давањето услуги. Го донесовме стеново општо мислење кое што го доставивме до Државниот просветен инспекторат на Република Македонија. Државниот просветен инспекторат на Република Македонија како одговорна институција за контрола на работењето на училиштата да го засили надзорот во остварување на еднаков пристап до услугите на училиштето од страна на лицата со интелектуална попреченост. Благодарам. Дали тужителите имаат прашање до замешувачот? Почитуван суд, јас немам дополнителни прашања, бидејќи сметам дека Комисијата за заштита од дискриминација е сосема легитимен орган и јасно изјавија дека е утврдена дискриминација по основ ментална и телесна попреченост во област на образованието и го повикувам судот да го земе ова во обзир при носење на одлуката. Благодарам. Благодарам. Дали тужените имаат прашање до замешувачот? Да. Ве молам да ми дадете кратки одговори со да или не. Кога е поднесена представка до вас, вие како комисија носите мислење и давате препораки. Да. Ваквото мислење има ли обврзувачки карактер во постапката за судот? Нема. Но може ли да се образложам? Немам повеќе прашања. Повелете, може да се образложите. Нашето мислење не е обврзувачко, но во овој случај јасно е утврдено дека има извршена дискриминација врз основ на интелектуална попреченост. Ви благодарам, може да седнете на вашето место. Судот ја повикува тужената, односно директорката Анџела Арсениевиќ да истапи пред судот. Дали имате потреба од преведувач? Не. Според законот за парнична постапка, вие треба да зборувате вистината. Повелете, адвокату, ваша е странката. Благодарам. Ве молам објасните на судот што сте по занимање. Јас сум директорка на приватна гимназија Скола веќе 10 години. Пред тоа предавав на престижен универзитет во Словенија 5 години, а завршив Природно-математички факултет во Белград. Зошто сте повикани како тужен и што се случило на состанокот со тука присутните тужители? Пред некое време добив барање за дискриминација, дека некои луѓе се жалеле дека вршам дискриминација за ученици кои што имат пречки во развојот, во интелектуални можности и некои слични работи. Јас верувам дека тоа е целосно неосновано, бидејќи ние како гимназија и јас како директорка никогаш не дискриминиравме никого. Дали разговаравте со родителите на децата за нивните очекувања? Да, со родителите разговарав и споделивме мислења и они што очекуваат од мојата гимназија и мојата гимназија што може да им пружи. Но за жал немав прилика да разговарам и со нивните деца. Значи немавте можност да се запознаете со детето? Немав. Која беше целта за да се запознаете со детето на тужените? Многу сакам деца со пречки во развојот да дојдат кај мене на разговор пред да се запишат, затоа што треба да знаат дека кога и да имат некои потешкоти или какви било проблеми со мојата гимназија, дека мојата врата е секогаш за нив отворена и дека секогаш можат кај мене да се обратат за помош. Колку ученици во просек прима вашето училиште со интелектуална попреченост? Во просек годишно прима 4 до 5 ученици, затоа што сакаме да им овозможиме најдобри услови за образование и одиме на квалитет, а не на квантитет. Од вашето искуство, дали учениците со интелектуална попреченост успешно ги завршуваат учебните години? Да, повеќето од учениците со интелектуална попреченост завршуваат одлични и тоа се должи и на нивната работа и на работата на сите професори.
Зошто на децата со попреченост не им се назначува веднаш ментор, туку се остава за понатаму? Исто како што за ученици со типичен развој не можеме да знаеме веднаш кому му треба додатна, кому му треба дополнителна настава, така не можеме да знаеме ни за деца со попречености кому му треба ментор веднаш или кога и да му треба. Треба да помине еден одреден процес на навикнување на ученикот со гимназија и со учењето, за да Даде едно знаеме... 3-4 години да завршат средно. Се извинувам, дозволете да заврши, па ќе дојде вашиот ред. Ви благодарам. Благодарам, почитуван суд. Треба да помине одреден период, што значи дека ако јас го видам детето првиот ден, нема да знам што му е, каков му е нему распоредот и со што се занимава и што му е полесно да учи и како се приспособува. Што значи дека веднаш што утврдиме дека некому му е потребен ментор, му го назначуваме. Но ако сватиме дека учениците имаат одличен процес на социјализација и приспособување, остануваат без ментор, затоа што сметаме дека ако имат ментор, само им кратиме од време што може да го поминат со своите ученици, со своите соученици и И од пари богам. Да, Ве опоменува. Втор пат нема да се случи. дали постојат случаеви каде што некое дете со попреченост покажало некои особени резултати во надпревари? да, тоа се случува многу често. Скоро секоја година нашите ученици освојуваат награди на државни и на меѓународни надпревари. Баш претходната година ученичка со аутизам освои второ место на меѓународен надпревар за микробиологија. Благодарам, немам повеќе прашања. Ви благодарам. Дали тужителите имаат прашање до тужената? Да, ви благодарам, Велете. почитуван суда. Ве молам да се обидете да ме одговарате со кратки одговори, да или не. Дали сите ученици во вашата гимназија доаѓаат на приватен состанок со вас? Не. Дали доаѓаат само децата со попреченост? Да. Добро. Дали цената од 120.000 денари е сума за годишна чланарина во вашето училиште? Да. Дали оваа сума е објавена транспарентно на веб-сајтот? Да. Дали 180.000 денари е сума за ученици со попреченост? Да. А дали оваа цена е објавена на веб-сајтот? Не. Дали во оваа сума од 180.000 денари ветувате туторство, односно не знам какви ментори за деца со попреченост? Да. Почитуван суде, дали може да преточам доказ на тужената? Велете. Значи, ова е оплатница за извршена уплата во однос од 180.000 денари од страна на претходниот сведок, мајка на ученик од претходна година. Дали вие ги примивте овие 180.000 денари на уплатницата? Да. Но, како што кажа сведокот, дали на ова дете ниту во прво, ниту во второ полугодие му беше назначен ментор? Да. Дали ги вративте парите кои што биле наменети за ментор? Не, почитуван суде, дали ќе може да објаснам зошто? Велете може. Од сите ученици со попречености кои што плаќаат повеќе од што плаќаат ученици со типичен развој, формираме фонд. Што значи дека кога и да има надпревари на меѓународно или на државно ниво, ние им ги покриваме трошоците. Што значи дека доколку некое дете има повеќе способности во некоја област, ги праќаме на надпревари, а доколку се покаже дека не е приспособено доволно добро, му назначуваме ментор. Се тоа супер, се ве молам продолжете со да и не да ми одговарате. Дали децата со типичен развој учествуваат на вакви надпревари и слично? Учествуваат Да на или не? надпревари, но не се финансирани Да или од не? нас. Да. На вакви надпревари не. Дали, зошто, не добро, дали за тој фонд се земаат пари од децата без попреченост? Не. Значи, дали, како што напоменавте, тие учествуваат на надпреварите, а сепак плаќаат 120.000 денари? Да или не? Да или не? Да. Ви благодарам, тоа е се. Може да поставам дополнително прашање?
Повелете. Дали при надпреварите што се случуваат од тој фонд се финансирани само децата со попреченост, Да, но не децата што се со типичен со развој, не. типичен развој, да. Благодарам, немам повеќе. Почитуван суде, може ли уште едно прашање? Повелете. Не мора сега со да или не да ми одговорите. Дали кога сите доаѓаат родители на состанок, вие им кажувате дека тие пари ќе се насочени за некој фонд или конкретно им прецизирате дека се за ментор? Им кажуваме дека на детето доколку му е потребен ментор, му го назначуваме. И дека тие пари одат за поквалитетен развој на ученикот. Почитуван суде, никој од сведоците не спомна никаков фонд и никој од сведоците не знае каде се нивните дополнителни пари. Ви благодарам. Ви благодарам. Судот има прашање. Повелете. Зошто парите во фондот се само од средствата на децата со ментална попреченост, а немаат учество од децата со типичен развој? Бидејќи родители на децата со попреченост плаќаат за фондот и децата со попреченост ќе добиваат парите за возврат. Кога ги известувате за сумата родителите? Кога доаѓаат на разговор за упис. Дали пишува на самата веб страна? Не, се уште не пишува. Благодарам. Дали имате практика да ги викате сите ученици на разговор во вашата канцеларија? Не, бидејќи сакам со ученици со попреченост да развијам Судот ова беше поголема дискутирано, мислам дека. Дозволете да го одговори прашање. Не, бидејќи сакам ученици со попреченост да се чувствуваат како да можат и кај мене да се образат за проблемите, а учениците со типичен развој мислам дека како и да е се поприспособени на целата средина и секако можат и они да дојдат кај мене, но практиката ми е да ги викам само учениците со атипичен развој. Благодарам. Благодарам, може да седнете на вашето место. Што смета дека сите докази и факти се исцрпени и дека Суде, сакам да предложам нов доказ. Дневниците од претходните учебни години во кои јасно се гледа успехот на учениците со интелектуална попреченост. колешки во оваа фаза од постапката не се предвидуваат, односно не се изведуваат нови докази, доказите се изведуваат во текот на заедно со тужбата или со одговорот на тужбата. Ви благодарам. Со оглед на тоа дека сте докази и факти се исцрпени, судот констатира на записник, односно се изведуваат и следните материјални докази: извод од матична книга на родени, извод од матична книга на венчани, представка до Комисијата за заштита од дискриминација, мислење на Комисија за заштита од дискриминација, уплатница за извршна уплата на годишна чланарина во учебна 2016-2017 година и веш навод и мислење од доктор специјалист психијатар. Со оглед на тоа дека сите факти и докази во оваа денешна главна расправа се исцрпени, го повикувам адвокатот на тужителите да истапи да ги каже завршните зборови. Повелете. Ви благодарам, почитуван суд. По сослушувањето на сите сведоци и увидот во сите доказни средства на денешната парница, на мене, на моите клиенти, а и верувам на вам, почитуван суде, ви е јасно дека е вршена дискриминација во континуитет врз лица со лесна интелектуална попреченост. Сите приложени сведоци го дадоа истиот исказ дека им е наплаќано повеќе за нивните деца. Оваа практика не била наведена ниту на вебсајтот, ниту било каде, зашто не би имало потреба доколку не е дискриминаторско како што тврдат тужените. Тие што ја прифатиле оваа цена не виделе никаков тутор, ниту имаат било каква идеја каде се нивните пари лоцирани. Директорката се обиде да каже дека се во некои дополнителни и додатни, но не достави никаков доказ ниту за тоа, ниту за постоење на тутори. Таа исто така си давала за право да одлучува кои деца ќе ги прими, а кои не, а исто така ниту за тоа нема доставено никаква потврда дека е специјалист. Слушнавме многу непријатни работи изјавени од нејзина страна во врска со овие деца, кој после се има достоинство да се појави овде денес и да тврди дека тоа што го прави не е дискриминација. Верувам дека јасно увидовте и ви докажавме за каков човек станува збор
И исто така се убедивте во траумите кои ги имаат моите клиенти и да повторам се потврдени од психијатар. За таа цел очекувам судот да донесе правилна одлука за да се привлече внимание и да се даде акцент на значењето на уште многу вакви случаи и дека на моите клиенти во целост ќе им исплатен надомест за претрпеното од 120.000 денари, 60.000 денари за првото тужителот и 60.000 денари за второто тужителот. Ви благодарам, почитуван суде. Ви благодарам, да стапи пред судот адвокатот на тужената, односно да каже своите завршни зборови. Повелете. Според она што го слушнавме денес, почитуван суде, ние се уште се противиме на приложените докази од причина што тие постојат само за да се одолговлекува постапката, истите се производ на приказна која е измислена за наводна дискриминација, со единствена цел да се наруши угледот на мојот клиент. Суде, ако тужителите дале шанса да детето да се запознае со директорката, ќе увиделе дека нема никаква дискриминација од страна на директорката, која имала само добра намера за образованието на нивното дете. Во таа насока, барањето за надомест на нематеријална штета го оспоруваме во целост како неосновано. Трошоци пријавам според трошковник. Благодарам. Ви благодарам. Судот смета дека овој предмет е расправен и судот се повлекува на советување и гласање. Судот ја донесе следната одлука. Во името на граѓаните на Република Македонија, Основниот суд Скопје 2 Скопје, како првостепен парничен суд, преку судијата Елмедина Шабановска, како преседател на Совет и судиите поротници Тајна Димитриева и Марио Ташковски, како членови на Советот, постапувајќи по тужбата на тужителите Албина Джемаили и Филип Попов од Скопје, улица Авенија број 123, против тужената Анџела Арсенијеви за дискриминација, вредност на спорот 120.000 денари. Подржаната главна јавна и усна расправа на ден 23.11.2017 година во присуство на тужителот, лично и на полномошникот Тамара Илиоска, адвокат и полномошник на тужената Христина Неловска. На ден 23.11.2017 година ја донесе и објави следната пресуда. Тужбеното барање на тужителите Албина Джемаили и Филип Попов се усвојува. Се утврдува дека тужената Анџела Арсенијеви го повредила правото на нееднаков третман на тужителите, начин што при уписот во учебна 2017-2018 година во приватната гимназија Скола Скопје во августовскиот уписен рок наместо редовниот годишен надомест за школување на ученик во износ од 120.000 денари на тужителите за упис на нивното малолетно дете им побарала дополнителни 60.000 денари или вкупната сума во износ од 180.000 денари, кој износ од тужениот го барал од тужителите.
како зголемен надоместок за школување на дете со ментална попреченост, без при тоа да располага со утврдена методологија и развиена програма за индивидуално туторство на учениците со попреченост, што сторил повреда на правото на еднакво постапување врз основа на ментална попреченост. Се задолжува тужената на тужителите да им го надомести износот од 120.000 денари на име на ненадоместна нематеријална штета, како и да им го надомести парничните трошоци во износ од 20.000 денари во рок од 8 дена по приемот на пресудата по страф на присилно извршување. Правна pouка против оваа одлука. Дозволена е жалба во рок од 8 дена по приемот на истата преку овој суд до апелацијниот суд Скопје. А за овој суд исто така е недозволило во училиштата во Република Македонија да имаат нееднаков третман во однос на децата со интелектуална попреченост, без разлика дали се зборува за приватните или државните училишта во Република Македонија. Ви благодарам. Ја ќе кажам. Ве покануваме сите на коктел.